Штанцање на дипломи во приватен универзитет е последниот скандал со затикнати нерегуларности во високото образование, дознава Канал 5 од своји извори. Министерката Весна Јаневска во интерес на истрагата не сакаше да открие детали, иако потврди дека по оној на Филозофскиот факултет има нов случај со приватен универзитет кој покажува што се случувало во високото образование во Македонија. Таа потврди и дека она што е утврдено при контролата ќе биде предадено во јавното обвинителство и за овој, но и за случајот со Филозофскиот факултет, каде што биле запишувани студенти со стручни, а не академски студии за да магистрираат или докторираат. Другиот случај кој е исклучително значаен за да бидеме свесни какви се нешта се случувале во високото образование, се случува на еден приватен универзитет. Тој случај исто така завршен. Ние денес и тоа решение ќе го подпишеме, ќе го направиме и истиот случај ќе биде пријавен во јавното обвинителство. Дозволете да ги направам потребните консултации со органите кои се одговорни за понатамошно следење на овие случаи, за да бидам сигурна дека она што ќе го дадам како информација во јавноста нема да ја попречува истрагата. Контролите за да се утврдат било какви нерегуларности на факултетите низ земјава продолжуваат, уверува Јаневска, која очекува законот за високо образование, односно најновата реформа, да даде резултати за 3 до 4 години. Пикот на успехот, смета министерката, ќе биде пресликан и на Шангајската листа, ама за 8 години. Ефектите ќе почнеме да ги чувствуваме после 3 до 4 години, а најголем пик ќе добиеме после 8 години. Но најважно беше да ја почнеме оваа реформа. Јас сум сигурна дека во период од 8 години ние ќе се најдеме меѓу првите 1000 универзитети на Шангајската листа. Според Јаневска, новиот закон за високо образование кој е во владина процедура има за цел темелно да го подобри квалитетот и кредибилитетот на универзитетскиот систем и да го усогласи со европските стандарди.